Почитувани сограѓани, денес од медиумите дознавме дека во посета на нашиот град и институциите од областа на културата е новиот министер за култура на СДС Але Ѓозовски. Добро е што за прв град за посета откако стапи на функција го одбра толку Прилеп, градот од кој потекнуваат голем број на културни работници кои оставија траен белег во историјата на нашата држава, град во кој во овие 10 години во областа на културата се случи комплетна ренесанса. Го прашуваме дали денес доаѓа како турист, повторно како неговите претходници од СДС со празни ветувања и паушални проекти, или доаѓа да изврши увид на сработеното од страна на владата на ВМРО ДПМНЕ во претходните 10 години во полето на културата и од прва рака да се запознае како треба да се вреднува и почитува работата на културните работници, како треба да се чува културното наследство, кое е темел на идентитетот на македонскиот народ. При тоа сакаме да му напоменеме да не заборава дека културата и македонското културно наследство не одржувале како народ низ вековите и искушенијата низ кои сме поминувале, а така ќе биде и овој пат. Нивната идеја за подмолно разнебитување на македонскиот народ и идентитет и него и на СДС токму од Прилеп, силно им порачуваме дека нема да помине. Имајќи го во предвид работењето на СДС, особено во делот на културата, сигурно Але Ѓозовски не е свесен дека не ќе може да направи увид во се она што е сработено од страна на ВМРО ДПМНЕ во оваа област. Заради тоа, ние, како Општински комитет на ВМРО ДПМНЕ, сакаме да му помогнеме и да ги посочиме проектите кои се сработени на полето на културата во изминатиот период. Дел од нив се следните. Целосна реконструкција на участокот Меморијалниот музеј 11. октомври, кој е символ на историскиот континуитет на македонското национално ослободително движење. Извршена е конзервација и реставрација на саат кулата, символот на град Прилеп. После долги години започна да функционира и новото кино Мистон. Оформена е новата археолошка поставка во рамките на националната установа Завод за заштита на спомениците и културата, музеј Прилеп, која опфаќа околу 1000 артефакти од археолошките локалитети во Прилеп и Прилепско. Целосно се реставрирани куќите на Бектешовци и Жеревци. Реконструирана е големата сала на Марко Цепенков во Прилеп. Завршена е заштитата на административната зграда на Завод и музеј Прилеп, која е истовремено и споменик на културата. Изграден е источниот конак на манастирскиот комплекс Свети Архангел Михаил во Варош. Во тек е изградбата на опожарените конаци на манастирскиот комплекс Трескавец, а тука треба да се спомене и ново изградениот асфалтен пат кој води до манастирот. Завршени се археолошките истражувања и реконструкција на манастирскиот комплекс Свето Преображение Зрзе, изградени се нови конаци и изграден е нов пат кој води до манастирот во должина од 8 километри. Континуирано се врши непосредна заштита, односно тековно одржување на црквите Свети Никола и Свети Димитрија во Варош. Изграден е нов конак, а во тек е конзервација на фреско живописот на црквата Свети Никола во манастир Маријово. Да потенцираме дека токму ВМРО ДПМНЕ обезбеди поддршка за над 1700 уметнички и административно-технички кадар кои добија трајни вработувања ширум Македонија, а во насока на вреднување на уметничкиот труд, платите на уметниците се зголемени за над 60%. Искрено се надеваме дека Але Ѓозовски ќе ги посети и оддаде почит пред спомениците на Методија Андонов Ченто, Кузман Јосифовски Питу, Ѓорче Петров, Пере Тошев, Блаже Конески, Круме Кепески, ќе покаже почит пред спомениците на прилепските бранители и пред споменикот Карпалак. Истовремено, овој нов министер
кој во својот кабинет за советници ги зеде Мирослав Грчев, Петрица Рачини, Ѓунер Исмаил и други, кои отворено и недвосмислено се залагаат за рушење на она што представува белег на македонската историја и култура, ќе го посети и паркот на револуцијата. Господине Аладјозовски, паркот на револуцијата е свето место за нас Прилепчани. Тука почиваат оние благодарение на кои денес ја имаме нашата држава, а кои вие, заедно со вашите коалициони партнери, сакате да ги прогласите за геноциден народ. Почитувани сограѓани, денес во Прилеп започнува театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. На сите учесници им посакуваме успешни фестивалски денови и во наредната недела посакуваме Прилеп, како и во изминатите години, да живее во знакот на театарот. Ви благодариме.